Значи, уште на почетокот, кога СОНК го најави штрајкот, тие има целосна поддршка од МЕСО, но сега во овој момент тие има целосна осуда од МЕСО за прекинот на штрајкот и крајно сме револтирани од таквата одлука. Зошто? Бидејќи таа одлука ја донесоа во пресред на едни организирани масовни протести низ Републиката, за кои протести дадоа поддршка и најавија учество не само членови на СОНК, туку и вработени во образованието кои не се членови на СОНК, граѓани кои сакаат да бидат солидарни и да ги поддржат тие протести. Понатаму се приклучи и средношколците. И кога тој протест можеше да резултира со уште подобар притисок кон власта за остварување на некое конкретно барем едно од овие барања, тие го прекина, донеса одлука за прекин на штрајкот. Слушајќи ги, чекавме да помине нивната пресконференција и мислевме дека ќе дознаеме нешто повеќе, но уште повеќе сме револтирани што штрајкот е прекинат без донесување, без решавање на ниту конкретно едно од барањата. Значи да се усвои барем едно од сите тие барања. Штрајк се прекинува, па се остава или во мирување, да рекоа дека е штрајкот, до следно договарање. Него повторно имавме, ке договориме, ке се состанеме, ке работиме на тој проект. Единствено слушнавме дека за една година одложени се казните на наставниците, со што имаме и казнети и наградени наставници. Дури нашите информации се дека поголем е бројот на наградените, па тоа им одговара. Значи, овде дават, таму одзимаат и со тоа ништо не направи. Но и тоа не е конкретно решено, вели одложено за една година, па ќе разговараме. Не слушнавме, што е најбитно, дали е постигнат договор со Министерството, конкретен договор, дали на наставниците кои штрајкуваат ќе им се исплатуваат плати за тоа. Само слушнавме дека председателот на СОНК најави Министерството треба да исплати плати. Од треба и ќе исплати договорено има разлика. Да не заборавиме дека во изминатите денови за време на штрајкот, наставниците кои штрајкуваа, па и тие што не штрајкуваа, беа изложени на разни притисоци, беа етикетирани, се слуша дека некои од нив ќе останат дури и без работа. Но тие тоа го издржаа со цел да се изборат, да се добие барем едно од тие барања. Но не резултираше баш со ништо. Понатаму, што е најтрагично, во ниеден момент СОНК не спомна во ниту една изјава за решавање на крајно штетните одредби за штрајк во основното и средно образование. Ако, нешто се договорат, нешто не. Ако треба пак да ги остваруваат своите права преку штрајк, како ќе ги остваруваат кога прво треба да се укине таа одредба од Законот за штрајк во основно и средно образование. Понатаму, да не заборавиме и тоа дека во последно време недовербата во синдикатот е доста зголемена. И со вакво однесување СОНК допринесе уште повеќе оваа недоверба да се зголеми кон синдикатот од страна на луѓето, што не е добро за никого. Не е добро за никого. Рушење на синдикалното движење е ова.